Јане да не беше тука, секи изгореше. И колите и тука се. Дел од жителите на улицата Черења во Штип вчера вечер беа оставени без електрична енергија, откако силниот ветер предизвика запалување на кабел на една од бандерите, кој дополнително направил пожар. Според очевидците, кабелот започнал да фрла искри, пошто бргу се запалил, предизвикувајќи паника кај жителите. По пријавата на местото на настанот пристигнале екипите на противпожарната единица Штип и ЕВН. Пожарот бил локализиран на кабелот прекинат, пошто ситуацијата изгледала под контрола. По нивното заминување на изненадување на присутните, кабелот повторно започнал да гори. Очевидците раскажуваат. Значи, поради невремето дојде до краток спој тука меѓу линиите, меѓу фазите и една од нив се запали, падна тука има многу неискусено дрва, трава. Противпожарните единици брзо дојдеа, интервенираа, изгасија го. Дојдеа и од ЕВН да ја санират, пошто една жица падна доле на патот тука и во дворовите тука на куќите. Амо од ЕВН не си ја завршија, може да снимате слободно тука, до крај работата, нема никаква опрема, само дојдеа додека можеа да докачат со наш приватен мердевен, ја пресечеа и сега предизвикаа повеќе проблем. Да беше длъг кабело, значи немаше да прави контакт, а сега ни прави контакт со другата напонска струја. И нагоре од тука има 20 куќи, пошто е прекината таа една фаза, тие што се на монофазна струја, 20 куќи немат струја. Никој не доваѓа сега колку време сите надор спаваше се унатре да седеме. Има деца гле стоиме надор, молеме ги како кучиња. То не е арно. Нема никој струја нема. Немаме никој. Ни да готвиш, ни да седеш у кукера, болни сме. Значи веќе 4 сата немаме струја. Значи деца имаме ние тука. Кабело го пуштија вака, значи во не бива. Колку време ваква ситуација? Веќе од 3,5-4 сата навака. Надвор сме со деца. Ние помагаме за пожарот. Они дојдеа, завршија и ојдеа. После неколку време од ветеро, па почна. Жителите со голем страф раскажуваат за настанот, истакнаа дека и тие помагале во гасењето. Поради ова сега не смееме ни да улеземе унатре со жени, со деца. Цело мало сме надвор. Вуваме, плашиме се да улезем унатре. Не дај Боже па нешто да не се случи проблем. Да, целото ги се запалише. Они ги се чеа со моторката, сите се собраа, јас снимате там да видиш. Како нема да се спашиме, почна огин. Во согласно со ситуацијата, нашата телевизија веќе испрати барање до електричниот дистрибутор ЕВН за официјален одговор. Во моментот се чека реакција од нивната страна, пошто ќе следува дополнителна информација.